Денес ќе зборуваме за Wireshark, ама не како за обична алатка, туку повеќе како дигитална лупа за еден детектив што истражува мрежен сообраќај. Ќе видиме како може да го претвориме тој навидум тотален хаос од податоци во нешто што е кристално јасно и разбирливо. Добро, еве што не чека. Прво, ќе ја скротиме поплавата од податоци. Потоа, ќе фрлиме еден поглед од високо, ќе ги претвориме бројките во имиња, ќе ја најдеме иглата во стогот сено со филтри, ќе видиме некои напредни техники и на крај ќе си направиме наш собствен сет алатки за анализа. Ајде да почнеме. Значи, првата работа, пред воопшто да почнеме со каква било истрага, ни треба стратегија. Едноставно мора да знаеме како да се справиме со таа огромна количина на податоци што ја добиваме при снимање на пакети. Кога ќе се отвори Capture файл со илјадници пакети, лесно е човек да се почувства изгубено. Буквално е како да бараш игла во дигитарен сток сено. Тоа чувство на преоптовареност е реално, ама, верувајте, има многу подобар начин да се пристапи на ова. И првиот чекор кон тој подобар начин? Па, да се тргнеме малку наназад. Знаете, пред да се нурнеме во ситните детали, секој добар истражувач прво ја скенира целата сцена, нели? Епа, во светот на Wireshark, тоа значи дека нашата прва станица е менито за статистика. Ова мени е практично контролната табла. Дава моментарен увид во тоа кои протоколи се активни, кој со кого разговара, колка ве сообраќајот, се на едно место. И еве го резултатот. Ова е совршена илустрација за пејзажот на мрежата. Буквално со еден поглед може да се забележи нешто невообичаено, некој протокол што не треба да биде таму, и веднаш се добива првична насока за истрагата. Добро, сега кога го имаме тој поглед од високо, време е да ги направиме трагите малку поинтуитивни. Да ги преведеме тие криптични адреси и бројки во имиња што секој може да ги разбере. А процесот е изненадувачки лесен. Буквално со еден клик, функцијата за резолуција на имиња во Wireshark ги зема тие нечитливи хардверски адреси, знаете тој уникатен идентификатор за секој уред, и ги претвора во препознатливи имиња на производители. Веднаш се добива контекст дали е тоа телефон, принтер, лаптоп, многу полесно се работи. Истата приказна е и со IP адресите. Со вклучување на IP резолуцијата на имиња, бројките стануваат имиња и веднаш е јасно кои веб страници и сервиси се посетуваат. Повторно, контекстот е клучен. А може да се отиде и чекор понатаму. Сообраќајот може да се мапира на физички локации. Со ова веќе се добива увид во географскиот опсег на целата мрежна активност. Од каде доаѓа, каде оди, цела слика. Супер! Податоците ни се сега збогатени, па време е за фазата на испрашување. Тука на сцена стапуваат филтрите. Со нив ќе поставуваме многу конкретни прашања за да ги изолираме разговорите што ни интересираат од целиот тој шум. Сега тука има една многу важна разлика што мора да се разбере. Филтрите за снимање, или Capture Filters, се како портир на врата. Тие одлучуваат кој сообраќај воопшто ќе влезе и ќе се сними во фајлот. Од друга страна, филтрите за Plikas, Display Filters, се како детектив кој го чешла веќе собраниот материјал. Многу се помоќни и флексибилни. И токму затоа, за повеќето анализи, најдобрата пракса е сними се, сними широко, а потоа искористи ја моќта на дисплеј филтрите, за да се фокусираш на оно што е битно. Така, сигурно нема да се пропушти нешто клучно. И најдоброто е што Wireshark активно помага во овој процес. Имаме автоматско довршување, кодирање во боја, зелено значи дека филтерот е добар, црвено значи дека има грешка. Веднаш е јасно дали барањето е правилно формулирано. Океј, ајде сега да го подигнеме нивото. Да видиме како може да се поставуваат уште поспецифични помоćни прашања до податоците. Прв на листата е операторот Contains. Замислете го ова како пребарување по клучен збор. Совршен е кога треба да се најде конкретен текст во некој дел од сообраќајот, например во заглавието на серверот. Еве еден конкретен пример. Со филтерот http.server contains Apache, веднаш се изолира целиот веб сообраќај што доаѓа од сервери што се представуваат како Apache. Неверојатно корисно за брзо да се види каква технологија се користи. А што ако не бараме само еден збор, туку некој посложен шаблон? Тука на сцена стапува операторот Matches.
Овој оператор ја користи целата моќ на регуларните изрази. Тоа е како еден посебен, мокен јазик за опишување на шаблони во текст. Например, со овој филтер, буквално му велиме на Wireshark: покажи ми ги сите барања за страници што завршуваат на .php или .html. Ова е задача што без мечес би била многу потешка. Следен е операторот in. Ова е супер ефикасен начин да се најде сообраќај што одговара на било што од една листа што ќе ја дефинираме. Како да му дадеш на Wireshark список за проверка? Погледнете колку е едноставно. Со TCP порт IN 80.443.880 веднаш се изолираат сите разговори што се случуваат на трите најчести веб порти. Со една команда целиот шум го нема. И конечно, откако ги видовме сите овие моќни техники, ајде да видиме како да се олесниме работата. Ќе ги претвориме во еден персонализиран, наш собствен работен тек со помош на профили и копчиња во Wireshark. Процесот е елементарен. Се пишува филтерот што често се користи, се клика на плюсчето за да се зачува како копче, му се дава име и толку. Тој прилагоден филтер сега е достапен на само еден клик. Ова ја претвора мачната задача на постојано пишување во инстант акција и заштедува на вистина многу време. И така, на крајот на денот, целата поента е ова: да се направи транзиција од чувство на преоптовареност со податоци кон самоуверено откривање на сите приказни што се кријат во нив. Со овие техники, Wireshark станува вистински моќен сојузник. Сега прашањето веќе не е дали има тајни во мрежата, туку кој од нив ќе се откријат први.